Vrati mi ja mladost.
Повелете што имате да кажете на ова. Имаме многу за кажување. Повели. Јуле. Браво. Јуле, девојко, ти си бомба. Темпирана. Ти си бомба која вечерва експлодираше пред нас на наше огромно задоволство. И мислам дека веќе те видовме во сите можни светла и ќе имаш голема задача пред тебе ако одиш понатаму да смислиш што друго би не натерало нас да бидеме еуфорични и убаво расположени како што сме сега после твојот настап. Мислам дека и покрај тоа што јужномакедонците ми се слабост, најголема слабост ми се јужномакедонките. И можат оваа држава да ја викаат и северна, и горна, и лева, и десна, и долна. Јужна Македонија секогаш ќе биде Јужна Македонија, Јуле. Прекрасно си, прекрасно. Чути да не те чуе соседов. Шо ќе речат, леле, пак проблеми со грциве. Јуле, Да. прекрасно изгледаш. Благодарам. Кој ти го работеше стайлингот? Мите, поздрав до него. Мите, поздрав и јас до тебе. Мите, ама да објаснеше дека овие фармерчињава со спуштен струк. Кој ќе се симнеш подоле, кој ќе чучнеш. Кој е Мите? Имавме многу убава слика, ние туку уживавме, затоа што си многу убава. Многу си убава. Господ ти дал многу, дете. Многу. Тоа е стилисти кога велам. Изгледот е една, ама кажете им на вашиве модели и пеачи како тоа треба да го износат до крај. Убавино. Си одбрала многу вистинска песна за тебе. Мали проблеми на крајна фраза. Денеска сите ми ги кратите фразите пеачки. Никој не ми останува доследен до крај. И тоа е една голема критика што се однесува до пеењето. Песната завршува тогаш кога ќе заврши оркестарот. Песната завршува, фразата завршува до тој момент додека фразата трае. Не можам тоа нема шанси. Иначе беше прекрасна, енергичен настап. Многу ти се восхитувам како плениш на сцената. Браво. Благодарам. Прво, драго ми е што го решивме проблемот со името вечерва. Конечно. Требаше да си го пратиме како преговарач, тоа сигурно дека ќе успееше. И ќе им земеше нешто на грците дури. Јуле, сега за тебе да зборуваме прво за твојот стилиста. Мислам дека Ношпал ќе му даде соодветна лекција на детето. Колку треба да го види настапот на тој што го облекува пред да го облече. Или он ќе стане еден од оние костимографи кои во театар ќе ти стават костим, па ти снаоѓај се со него како знаеш и умееш. Многу ме нервирате сите вечерва, вклучувајќи и тебе што ги кратите оние наши 5 прекрасни букви во кои се чувствува најмногу нашето пеење, кога е нашето пеење на наш јазик, нели, во прашање. И второ, што се распејувате некаде на половина песна. Мислам, не знам, не веруваш во себе или веруваш во себе? Верувам. Верувај, те молам. Затоа што јас верувам. Ти посакувам многу среќа вечерва. Благодарам многу.